Најпрво поздрав на судите. Благодарам на прашањето, се согласувам со вашата презентација, но добро ме познавате во минатото сме имале проблеми, бројни отсуства во репрезентацијата и јас никогаш не сум се стврнал на нив, него гледав од она што имаме на располагање, од она што е моментална форма на фудбалерите да составиме еден тим кој ќе ни ги донесе посакуваните резултати. Така ќе биде и овој пат. Имав добра можност да се огледам кој во каква форма, во кој ниво на спремност и мислам дека утре ќе истрчат фудбалерите кои се најспремни во моментот и кои да ни ја донесат на стартна победа која сите ја посакуваме. Стефан, ти стои за прашање. Па добро, да се надовезам тоа што го кажа селекторот. Распоредот е густ, немаме многу разлог да бараме сега ливи. Како е така да не чекајте нов циклус Лига Нации, така да мислам дека сме спремни, али окей ќе биде направено дека сега нема, али фудбалот е тоа. Распоредот таков е, COVID сите ги измисли тие граници, така да ништо се најавам на позитивен. Бранко Илици. Викторија Арменија во однос на преварот Леро, што да го излучи придува, во Скопје кога да се рече си конкретно нов тим, нема ни тие 4 стрелци од Ереван, имаат нормални имиња во составот. Колку е тоа по-поволно за Македонија и колку тоа може да не измена ни Па добро, јас се сложил дека и сами видел се список, не само што има нови, ја би се надвозил на дека има некој селектор за тоа ќе ги води. Господин кој работеше во Примера во Шпанија, господин Капараш, што пробал да видам кој систем на игра го практикувал во клубовите што ги водел. Нормално ги изанализира сите фудбалери кои се на списокот и индивидуалните квалитети, нивните настапи во клубовите, како анализа на фудбалерите го добија, е сето тоа како ќе изгледа во една целина. На теренот сакам да зависи од нас, значи ние да видиме тие што нема да им дозволиме, како што беше и номинатите на превари, ние да видиме тие кои се прашуваат на теренот и едноставно да примораме противникот да игра онака како што ние го следуваме. Нашите фудбалери кои имаат тој квалитет и не се сомневам дека утре ќе го дадат максимумот или ние ќе видиме тие кои ќе доминираме на теренот. Христе Лахов. Последен апдейт во смисла на победа не играше нешто, сите се спремни, нема Иван Тричковски не може да настапи дефинитивно, затоа што не го идржа денешниот тренинг. Така да ќе видиме, имам уште еден напор со Грузија, се надам за тоа дека ќе бидејќи не е до тој степен сериозно предател, се надам дека сите се спремни за напор, но како што кажа, во зависност од спремност, тоа што вашите колеги исто го потенцира, што сите добро го знаат, ќе се одлучиме за кој 11 почне напред. Владимир Булатович. Селектор е многу пат сезона од Лига на Нации. Ме интересира како започнато какви се амбициите за оваа Лига на Нации, бидејќи некако се миксира со клучниот напредок во октомври со Косово, веруваме фокусот на македонската спортска јавност и на вас сигурно. Дали може би ќе се занемарат малку или амбициите следуваат за пазите место во Лигата С? Значи, никогаш нити сум тренер и човек што ги менува приоритетите. Приоритет кога водиш македонската репрезентација стално да одиш на победа. Со игрите што ги покажавме, со резултатите изминатите години, значи нормално практикувајќи го некој принцип што јас го барам да имам направо. Сите мисли се сконцентрирани за преварот со Ерменија, да отвориме со победа, одејќи од надпревар да стигнеме до крајна цел што ја кажете, тоа е правилно во Лигата на Нации. Нормално дека следиме све што се случува и во таборот на Косово, но ние сме сконцентрирани на овој надпревар со Ерменија.
Игор Александрович. Селекторът чувствува дали потреба као еден вид реванш да биде утрешниот натпревар со оглед знаеме во Ерминија како идеше на преворот, истото прашање и за Стефан, има ли посебна некоја мотивација и кај вас и кај футболерите и колку натпреварот во Грузија може да биде репер за она што можна да ни бидат и можен противник, нели? Меѓутоа најнапред треба да се помине Косово. Па добро, може да се за реванш, значи кога ќе погледнеме, доживеавме еден голем пораз на кој умувал многу случувања на тој напревар, но севкупно кога ќе погледнеме Лигата на нации, ние на репрезентацијата на Ерменија избегавме 5 бода. Но нормално дека овие футболери не го заслужија тој пораз на таков начин и нормално дека како еден вид мотивација, на еден спортски начин и фер да се потрудиме и што е основно и нашата цел да стигнеме до победата. Кога играш за репрезентацијата, дали од другата страна на Ерменија или Шпанија, не треба да не интересира и посебно мотивира тресот на македонската репрезентација, мотив само по себе и футболерите со нивните игри и кога играат за репрезентацијата само да покажуваат колку им значи тој интерес и ставно мора да биде на максимум, што јас општо не спомнам дека така ќе биде утре. Стефан, мислам да кажа. Како играч сигурно тој пораз не сум го забрал така лесно, знам на каков начин бевме дочекани. Само резултатот стварно беше голема разлика, али на начинот кој има према нас стварно бевме примени така гурували добро. Футболот е тоа во денешно време се бора за националниот рез, така да не забораваме да играме дома. Пројде период, али овој циклус треба да влеземе ладно, така да, као што напоменав, се надам да позитивен резултат, без разлика на себе. Со оглед на второто прашање за Грузија, колку ќе биде репер? Па Грузија исто во истиот момент, или во истиот ден игра напревар и нормално дека ќе ги анализираме, затоа што сега мораме да видиме некои репрезентации може да поради COVID правилата се повикани, некои земји има регулативи каде што не ги пуштаат футболерите, така да нормално дека ќе го изанализираме она што ќе го одиграат против Естонија на тој напревар. Искрено не сум тренер што нешто би криел со Грузија, затоа што тоа е она што го кажате хипотетички, дали Грузија, дали и ние би биле на тој напревар, така да тој напревар си има своја вредност како за Грузија, така за нас и ќе влеземе со максималните можности на тој напревар да го добиеме, затоа што тој напревар за Лига на нации. А понатаму здрави, ако ние и Грузија нели се класираме во тоа финале, тогаш нормално дека ќе имаме сознание и ние за нив, и они за нас, така да тоа е нешто, еден хипотетички одговор на вашето хипотетичко прашање. Добро. Уште едно кратко прашање, само Владко, извини. И за селекторот и за Стефан, колку е хендикеп публиката и колку би фалило за јавноста, нели да си кажеме како одговор од ваша страна? Па нели и вие имате фрази публиката да биде 12 играч и навистина се 12 играч за нас. Сите оние што од срце навиваат за нас, што се вратија на стадионот, што вие фудбалери ги вратија на градски, искрено ќе не недостасуваат, затоа што сакаме да се покрај нас да направат таа атмосфера, имаше нели иницијатива и сите навивачки групи да дојдат да не подрат, што е за поздрав, но на страната да ситуација не спречува тоа. Но без разлика што ги играме на празен стадион, тоа е мотив за футболерите, со еден добар резултат да ги израдуваат баш сите оние што минатото ни ја дава таа безрезервна поддршка и да дојдеме до таа почетна победа, без разлика што нивната помош нема да имаме на време. Исто мислам, веќе долг период играм без публика, според доле на да сме такви со условите мора ги прифатиме. Во денешно време публика знаете дека носи голем плюс поготово овакви утакмици каде доаѓаме ретко за репрезентативниот рез и али добро, што е утре мора утре се искочи да се доведе позиција. Владимир Платович. Ще едно кратко да се река, ако може се. Дали се знае, може би сега за мене да разполедим 30 минути. Да, се знае.
вистина позитивно сум изненаден затоа што веднаш се стави на располагање и мене ме радува кога такви фудбалери нели за репрезентацијата даваат без никаков поговор, напротив најкратко можен начин да стигне бидејќи патувањата се отежнати, да се приклучи, така да јас верувам во тројцата голмани, затоа што и Дени и Шишков е долго тука, чека шанса против први голмани. За жал Столе не можеме да го имаме, но кој да биде утре во тројцата, да јас верувам дека ќе заврши, ќе биде на висина на задачата. Од колегите кои што ме следат преку Zoom апликацијата, мислам дека Шабан Синани од ТВ Клан има прашање.